освоен е првиот бод. Во потешките категории Радовишани имаат подобри борачи. Ова го кажувам од фактот што така беше барем во првенството во лигата. Васко Спасов, црвен дрес, Владко Гуцов, син дрес, судија на Душеко Цекуловски. Ова е четврта борба од мајсторката меѓу Спартак Евросвет и Јака Бучим. Гуцов е поискусен, но Васко Спасов е еден од најголемите надежи на нашето борење. Раскината е оваа акција. Изминува првата минута од борбата во категорија до 62 килограми. Бодови нема. Еве сега гледате со петарда навивачите од Радовиш го повредија својот борач. Епа ова не оди на вистина. Без оглед кој е повреден, не треба ова да се случува. Таму забележувам Ангелов подскокнува, тренерот на Спартак Евросвет. Стана и врховниот судија Ангеле Апчевски. Дојде тука до оградата и Ванчо Чифлиганец. Слушнав, само им довикна на гледачите: немојте, немојте. Се мисли да прекинат да фрлаат петарди. Консултација меѓу Ангеле Апчевски и Јане Секуловски. Да видиме кој ќе биде исходот од овие договори, разговори меѓу судиите и официјалните лица. Делегат на надпреварот е Љупчо Лазаревски, таму на спротивната страна. Ова е Чифлиганец, бара од своите навивачи малку да се смират, а таму на спротивната страна може и тоа да го видиме, има договор меѓу Ангеле Апчевски и Љупчо Лазаревски, кој е изборно лице и ја води лигата. Точно една минута од борбата меѓу Спасов и Гуцов дојде до овој прекин. Кај делегатот отиде и Јордан Јанев, поранешен борач на Спартак Евросвет. Не знае како да реагира и официјалниот спикер во салата, колегата од Македонското радио Антон Серечи. Борачите го очекуваат развојот, исходот од сето ова. Јорданчо Јанев, десно го гледате, во разговор со Антон Серечи, веројатно и таму кај спикерското место долета некоја петарда. Условите за работа се тешки, реков и на почетокот, атмосферата вжештена. Воопшто не би требало да биде така. Оваа мајсторка треба да мине во една фер, спортска, коректна борба. Кој е подобар, нека победи, па затоа тука се и камерите на македонската телевизија. Да ги представат борачите, да ги представат двата најуспешни клуба, зашто да не заборавиме, борењето е наш најтрофеен спорт. Сме постигнувале во минатото многу добри резултати. Имаше некоја отпорност мајсторката да биде во Скопје, некако со подценување се гледаше кон главниот град на нашата држава, како да се сакаше да се каже дека тука не е борењето, току во источниот дел од државата.
но заборавија многумина дека Скопје бил организатор на многу приредби. Еве го Чифлиганец, сега ги заболува гледачите спортски да навиваат. Кочанските семени за сега помирни. Кога зборував за Скопје, да кажам дека токму овој град ги подарил на македонското борење најголемите и највредните трофеи. Едно злато од Олимпијадите и едно сребро, Шабан Трстена, 2 бронзи, Шабан Сеиди и 4 златни медали од европските првенства. Посе изгледа доколку вака продолжат да навиваат навивачите од едната трибина, оние што се од Радовиш и од Стип, трибината ќе биде испразната, па затоа дојде и ова предупредување од страна на председателот на Јака Бучим. Борбата продолжува втора минута. Веќе заборавивме кои се на душекот, па да ве потсетам: Васко Спасов црвен дрес, Јака Бучим и Владко Гуцов син дрес, Спартак Евросвет. Добро се познаваат двајцата борачи. Нормално е што вака ја водат борбата, тактизираат. Во Лига над преварите, во меѓусебните средби, кочанчани беа поуспешни пред своите гледачи, 6-4 победија. Во реваншот во Радовиш пред 2 недели загубија со 7-3. Шанса за поен и Спасов го освојува првиот поен. Сега шанса за нови 2 бода, да, акцијата беше почната во дозволениот простор за борба. Почнува третата минута, води 3-0 борачот на Јака Бучим Васко Спасов. Сега Владко Гуцов бара интервенција од лекарот. Се работи за повреда во пределот таму на левото око. Тука е и докторот на репрезентацијата Милош Вучидолов. Гледате, почна да тече третата минута. Водство на Васко Спасов од 3-0. Еве она акција во која што освои 2 бода. Се беше овде регуларно. Акцијата почна да се одвива во дозволената, во на жолта зона од душекот, дозволена зона за борба. Заврши надвор во неутралната, но според правилата се доделуваат поени, па така Спасов освои 2 и поведе со 3-0 во третата минута од борбата. Повторно во поповолна позиција е Васко Спасов. Обиди да го тушира цврстиот Гуцов. Во првата прилика не успева, сега смирува борбата, а судијата ја раскинува оваа акција. Васко Спасов на Балканијадата во Радовиш ги доживуваше своите блескави мигови, стана шампион. Сега освојува нов бот и поведува со 4-0. Измина третата минута од борбата.